Поента со професор доктор Тања Каракамишева. Емисија за новите вредности во правото, политиката и општеството. Глобално и локално, емисија за новите трендови во современото живење. Вторник од 17 до 18 часот на Радио Слободна Македонија. Сега поминуваме на главните теми на емисијата. Првата главна тема се секако партиските листи, што во неделата ги обзнани најголемата опозицијска партија Социјалдемократскиот сојуз заедно со коалицијата која што ја направија со граѓаните. Мислам дека овие партиски листи предизвикаа најголем револт, најголем гнев, би рекла, партиско незадоволство, кој што еве веќе трет ден не се стишува. Реакции се уште пристигнуваат од сите страни, како од стари партиски членови на СДСМ, така и од останати симпатизери, приврзаници на оваа опозицијска партија, кои што не се согласуваат со изборот на партиското раководство во однос на тоа кој да се најде на партиските листи на Социјалдемократскиот сојуз. Токму затоа денешната поента и носи наслов партиски листи за спас од кривична одговорност и ќе видиме подолу за што станува збор, иако денешната поента нема да ја посветам само на партиските листи, секако главна топ тема во светот се и американските претседателски избори, така што поголем дел од вниманието во денешната поента ќе посветам и на актуелните избори претседателски кои што се случуваат во моментов и за кои што изборните резултати ќе ги знаеме доцна во ноќта или најсигурно веќе во утрешниот ден. Да се вратиме на партиските листи на Социјалдемократскиот сојуз, како што кажав, во неделата СДСМ ги објави своите изборни адути. Први пред сите останати политички партии, тие демек така победнички одлучија да ги представат своите кандидати за наредните избори. И како што ги објави, така и се само закопа. Се само закопа од внатре, но и од надвор. Внатре партиски се чини им стави крст на оние најгласните, на оние најпосветените, но за моменти најхистеричните соборци, оние кои ги испокршија автомобилите за да го докажат својот борбен дух и својата борбена енергија, оние кои везден беа со една нога до состојба на шлок, оние кои од партијата им остана само хроничниот ларингитис, бранејќи го својот мурто, оние кои сами себе се дотепаа за да се докажат пред шефот и повторно ништо, повторно ги нема никаде на партиските листи. Во неделата некои нови клинци им ги зазедоа така наречените добитни места, иако јас сум сигурна дека и на нив и на тие некои нови клинци треба да им е јасно дека пратеничка фотелја не гледаат. Наводните добитни места на пратеничките листи им се само поздрав за добре дојде во клубот на шарените лаги. Основната цел на нивното наоѓање на листите е да бидат преобратени од no name во name ликови, но за една употреба и толку. За партијата да се раздолжи кон нив заради тоа што беа многу шарени во изминатиот период кој што помина. Секако на ликови веќе им остане задоволството дека со своето скромно студентско и фарбарско кодошко искуство ги засениле оние грлатите, оние жилатите, оние црвени соборци, ама тоа задоволство ќе биде со ептен краток рок. Она што ќе се памети на подолг рок е избликот на партиски гнев, на партиски револт, големото незадоволство тоа како Социјалдемократскиот сојуз ја води и внатре партиската политика, но и надвор партиската политика. Се чини многу зла крв изроди оваа партија на злото, иако поинаква крв во Социјалдемократскиот сојуз и не може да се очекува, се чини сега злото е отидено ептен далеку, јас би рекла дури отаде плафонот. За сите наивни и неинформирани СДСовски соборци кои мислеа дека нивната партија е нешто подобро од прикажаното, денот недела беше ден на вистинско отрезнување за нив или би рекла вистински момент на вистината.
За сите оние други, би рекла мнозинството граѓани во Република Македонија, на кои оваа партија има одамна прочитана книга, денот недела беше ден за уште една бесплатна забава. Забавата доби кулминација кога македонските граѓани ја видоа вештачки креираната еуфорија во хотелот Александар Палас, дека токму тие ликови кои што се ставени на партиските листи на СДСМ ќе славеле голема победа на 11 декември. Навистина грев, не знам само кој ќе им ја донесе изборната победа, веројатно тие самите си знаат, но граѓаните секако нема да им ја донесат изборната победа. Поента со професор доктор Тања Каракамишева. Емисија за новите вредности во правото, политиката и општеството. Глобално и локално, емисија за новите трендови во современото живење. Вторник од 17 до 18 часот на Радио Слободна Македонија.